Се наоѓаме вечера во центарот на Гевгелија и сме овдека со повод. По повод вчерашниот светски ден на борба против ретките болести, овдека во Гевгелија и со нас вечерва во вестите на Канал 5 е Ѓурѓица Ќаева. Ѓурѓица, добро вечер и добре дојде во вестите на Канал 5. Ти боледуваш од пулмонална хипертензија. Каков е животот со оваа ретка болест? Добро вечер. За да живее со пулмонална хипертензија, животот е многу тежок, посебно ако немаш лекови. Тоа значи треба да бидеш врзан постојано за креветот, па дури да едноставни секојдневни дејности се многу тешки за да се извршат. Но доколку има третман, веќе е многу подруга ситуацијата и состојбата на пациентите се подобрува. Јас се надевам со солуцијата што е донесена сега од Министерството здравство и од премиерот, дека ќе ги добиеме барем основните лекови и ќе имаме подобар живот. Така, спомна дека најголем проблем со пулмоналната хипертензија се токму лековите. Како ти се снаоѓаш со пронаоѓање на лекарствата? Па моментално се снаоѓам или приватно си ги купувам, кој што е многу скапо, или донации од други држави, значи од асоциации кои што имаат пациенти со истата болест. Бидејќи станува збор да им појасниме на гледачите, твојата терапија е всушност Виаграта. Не се наоѓа на позитивна листа, што велат од Министерството. Може ли Виаграта да се најде на позитивна листа, бидејќи сепак станува збор за лек на ретка болест? Па се надевам дека ќе го има лекот, не како Виагра, можеби да го има како Силденафил, Реватио, и има многу различни имиња кои што се регистрирани посебно за оваа болест. И не само Реватио, има многу други лекарства кои се наменети посебно за оваа болест и за посебна класа од болеста. Синоќ од Гевгелија беше испратена силна порака до сите наши сограѓани, не само на гевгеличани, за предизвиците кои што ги нуди животот на луѓето со ретките болести. Да, порачуваме подадете рака на реткоста, иако сме ретки, сепак сме еднакви и доколку со рана диагноза, со посебен третман, достигнеме цел да бидеме како еднакви со нормалните луѓе, затоа што ние сите можеме да работиме доколку го имаме соодветниот третман. Така, ти благодарам, Ѓурѓица. Бети, овдека се одјавувам од центарот на Гевгелија со уште една напомена, дека синоќа во Гевгелија беа представени 12 дела, на кои што на истите фотографии беа 12 познати јавни личности од Македонија со лицата со ретки болести. Разликата на вистина не постои на фотографиите.